траат наистини од Турција и Сирија 9 дена по катастрофалните земјотреси. 70 обучени и опремени спасувачи се уште во Турција, каде што помагаат во спасување на луѓе под урнатините во погодените региони од земјотресот. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Бики Максутија во постојан контакт со нив утрово го имаме во Македонија наутро, ние пренесува сликата на терен и комуникацијата се разбира со колегите. Добро утро и добро ни дојдовте. Благодарам за позитивниот одговор за гостување во Македонија наутро, бидејќи знам дека имате полни раце работа деновиве. Благодарам за поканата, добро утро уште еднашка. Сакам најпрвин да изразам сочувство до турскиот и до сирискиот народ за сето тоа што се случи, за разорниот земјотрес и за сите тие бројки на загинати луѓе кои што ги гледаме дека секој ден расте бројот нивне, но со сета таа негативна слика имаме и многу успешни и добри приказни за хуманоста, за спасување на луѓе, за сето тоа што сите се сложни на некој начин да се спаси што е можно повеќе и да се помогне што е можно повеќе. Ќе проговориме и за тоа, но на почеток на разговорот би сакала да продискутираме за информацијата дека од Обединетите нации последна, која што била дека спасувачката фаза наскоро ќе заврши и сега внимание ќе им се посвети на оние кои што остана без заслониште, без храна и медицинска грижа, односно на преживеаните. Успешно завршена емисијата на штипските пожарникари, струмичани се вратија дома, меѓу другото, вашиот тим е се уште во Турција. Значи, јас би сакал да направам една корекција во однос на терминологиите кои што се користат. Значи, луѓето што се испратени од Дирекцијата за заштита и спасување се тимови од републичките сили, кои што се составени од различни луѓе, тимови, професионалци од противпожарните единици. Тие имаат договор со Дирекцијата за заштита и спасување и само на тој начин и на таков начин може да бидат дел од спасувачка мисија надвор од државата, но и внатре во државата. Значи само преку одлука на влада и само со одлука за мобилизација на Дирекцијата за заштита и спасување, истиве се составни делови од тимовите. Имаме различни луѓе од различни градови, од различни општини, од Штип, од Струмица, од Битола, од Тетово, од Скопје и така натаму, значи сите тие се делови од дирекцијата. Од тимот и од Дирекцијата за заштита и спасување кои што го сочинуваат системот на републичките сили. Тогаш колку луѓе има на терен во моментот? Во моментот има 30 луѓе на терен, 40 луѓе, односно првиот контингент што замина се врати назад. Затоа што не е само информацијата од Обединетите нации, него и од турските власти, и ние сме во постојан контакт и со турската амбасада. И ни беше посочено дека спасувачката мисија по сите протоколи кај нив трае максимум 9 дена. Значи после 9-тиот ден од земјотресот, а 9-тиот ден беше вчера, значи се проаѓа во втора фаза на постапување, на вадење на затрупаните, односно на тргнување на рушевините и така натаму. Значи тоа е втора фаза, веќе не се пребарува за живот. Нормално дека таму кај што се појавуваат знаци дека може да има живи луѓе уште под урнатини, нормално дека се приоѓа и кон таквите мисии. Меѓутоа, на 9-тиот ден по сите протоколи престануваат спасувачките мисии. Вчера тргна и првата голема пратка на Црвениот крст за Турција. Турскиот амбасадор даде своја изјава, вели нема потреба од дополнителни спасувачки екипи. Помошта, вели, ќе биде испишана со златни букви во историјата. Македонија уште еднаш потврди дека на тема хуманост и со материјални средства, но и со човечки ресурси не заостана. Значи, јас може да ви гарантирам дека уште од првите моменти на случувањето на земјотресот, значи земјотресот бил првиот земјотрес, бил околу 4 саатот во утринските часови. Јас во 6 саатот веќе ги имам започнато првите подготовки за да се види што е можно поскоро да се заминат луѓе, односно со што има потреба најпрви. И уште во 8:30 истиот ден стапаме во контакт со турската амбасада, односно на нивно барање остваривме средба со кој што ги искажавме и потребите, но ги искажавме и можностите со што ние би отишли на терен. И истиот ден
значи мора да упатам благодарност до сите истоци кои што излегува пресред да ние што е можно побрзо, поскоро, поподготвено да заминуваме на терен. И имаше и одлука на влада, имаше и асистенција од МВР, од гранична полиција и од царина да целиот тој конвој кој што замина да отиде и да се движи непречено. И на нашава граница, но и на целата грчка територија и на пречек на турската граница, кој што сакам навистина да упатам благодарност и до двете земји и за патрулирањето, односно за пратњата преку Република Грција, но и за пречекот на колегите од Република Турција кои што ги имат однесено на некој начин на местото на кај што сите сме замислиле дека е најдоброто место за нашите луѓе, за нашите професионалци, за тоа што имат во своето портфолио како активности, како сертифицирање, за да може да испружат најмногу што е можно помош. Условите на терен, и тука мислам на сериозно големиот број на разрушени објекти, дополнително ниските температури и неуслужнија работата на спасувачките тимови. Како се справуваат или како се справуваа и изминативе денови нашите тимови со состојбата на терен? Какви информации добивавте вие? Значи секако дека условите беа лоши. Не може да се каже ако се замине на еден таков разорен земјотрес како што си е овој, дека ќе очекуваат хотелски услови за да може да се преспијат и во однос на хигиена и во однос на сите други работи. Но може да кажем дека навистина првиот ден до моментот на заминување завршивме со сите логистички и административни потреби за нивен престој до 7 дена. Одлуката на владата гласеше 10 дена, и тоа што дестинацијата е навистина голем. Значи над 2000 километри од Скопје до Адјаман, до кај што се заминати истиве. По пат и за целиот нивен престој таму, навистина беа покриени сите можни логистички потреби, и храна, и вода, и медицински тим, и тим за прва помош во случај да има некаква повреда и кон нашите луѓе и така натаму. Значи целиот тој пакет за нивен 7-дневен престој беше покриен како што треба, а дополнително на тоа може да си кажам дека со нив го испратив и преведувач на турски јазик, што не сите во Турција можат да комуницират и на англиски јазик, за да немат пречки во однос на комуникацијата, ги испратив и преведувач, но го испратив и заменик директорот кој што е исто така од турска националност, за да може што е можно подобро, побрзо да ги искоординира сите можни потреби и сите можни активности на терен. Условите на теренот се една работа, сликата на терен, визуелниот момент е сосема друга. Верувам дека многу беше тешко и се уште е тешко за тимовите кои што се таму да секојдневно емотивно се изборат со сликата и она што треба да го работат, но споминавте уште на почетокот оние поединечни случаи на спасени животи се некако светла точка и мотив да продолжат со работа? Значи, јас навистина сум горд на секој поединец кој што се замина во Република Турција, затоа што успеавме и да спасиме 38 годишна жена, успеавме и да имаме и други приказни на успешност и на добра координација во извршување на задачите и мисиите. И сакам да уверам и во една друга работа, дека сите информации кои што на некој начин беа присутни во медиумите во однос на безбедноста, во однос на други проблеми на теренот, на вистина со нашиот контингент на местото Адјаман, кај што си беа тимовите од Дирекција за заштита и спасување, ниту имало било што, ниту било во било кој момент биле загрозени или ниту па било кој спречил во извршување на задачите и мисијата која што им беше поставена со одлуката на влада. Значи и во однос на овие прашања сакам да ги уверам сите дека се беше окей, ние бевме во постојан контакт цело време со нив, нормално дека трогателните приказни кои што оние ги споделуваат со сите нас се навистина многу тажни и навистина треба и
после враќање нивно ние да ги стартираме луѓето на начин, на соодветен начин, со кој што сакам исто така да споделам со вас и да упатам благодарност до комората на психолози на Република Северна Македонија, кој што уште вчера помош дека ќе излезе во пресред, да се сретне со сите нив, да проразговараме и да ги на некој начин елиминираме сите оние последици кои што може да се по луѓе кои што беа присутни таму. Но мора да кажам и ова дека сите луѓе кои што отидоа таму се навистина професионалци, навистина сертифицирани и се луѓе кои што учествувале и во други слични мисии. Значи не далеку од ова време во 2019 година скоро истите луѓе, може да се каже со исклучок, беа присутни и во спасувачката мисија во Албанија за земјотресот во ноември 2019 година. Неколку часа по катастрофалните земјотреси, целиот свет застана на нозе и веднаш се екипираше, мобилизираше исто како и Македонија за да прати спасувачки тимови на терен. Ги имаме од различни држави. Соработува ли нашите тимови со другите? Каква беше комуникацијата? Како информација добивте вие? Значи, ние кон ова мисија постапивме на билатерална основа. Преку Европската унија ние добивме повик да преку механизмот ги испраќаме луѓе, но ради брзина во постапување и ради подготвеноста за да може што поскоро да се стасе, затоа што преку механизмот има сосема различни услови кои што треба да се исполнуваат. Значи, ние бевме и пречекани од земјата домаќин, но и заеднички со различни тимови од Полска, од Италија и од други земји учествува заедно на терен. Значи, комуникацијата и соработката може да се каже дека е на солидно ниво, затоа што многуте од овие тимови, од овие луѓе се знаат и од вежби и од различни проекти кои што и нашава земја ги има, и Дирекција за заштита и спасување, кој што навистина треба да се гордееме сите, затоа што во последно време, последните 2-3 години, имаме преку 7 активни проекти во различни мерки и полиња, поддржани од Европската унија, кои што се во делот на заштитата и спасувањето. И во тој контекст и следното прашање, господине Максути, ова е трагедија која што апсолутно не потреса сите и која што отвори различни теми за дискусија. Едната за која што многу зборувавме деновиве е дали доволно ни се квалитетни градбите за да издржат, не дај Боже, вакви потреси. Од друга страна, дали државата е доволно екипирана и доволно обучена со тимови за работа на терен во вакви услови. Каде сме ако се споредиме со светот? Значи, јас ќе почнем од последното прашање, затоа што пазите се, да кажеме дека сме 100% подготвени, никогаш не може да предвидуваме од која скала би било несреќата. Значи, една Турција која што важи за ретките земји во светот, која што и цело време активно се измична, барем по земјотресите, но и по другите мерки, како што се поплавите, по другите несреќи. Значи, видовме дека е немоćна во ваков вид на несреќа, на катастрофа. Така да, единствено во ваквите, посебно во земјотрес, добро, другите опасности, несреќи, на некој начин не може да ги предвидиме, односно да допринесуваме да оние и не се појавуваат, но и последиците бидат што помали. Кај земјотресот не е така. Значи, кај земјотресот единствено нешто што може да се направи, а ние имаме многу свеж пример од Скопје од 63-та година, кој што ова година ни ќе славиме, ќе комеморираме на некој начин 60 години од сето тоа преку UNDP и јапонската амбасада и другите амбасади кои што биле вклучени во таа спасувачка мисија тогаш, преку вежби, преку различни симпозиуми и така натаму, да покажеме дека каде сме 60 години после тој земјотрес во Скопје. Ако направиме една паралела и ако ги разгледуваме сите оние слики од различни места, од различни згради, кај што една зграда на некој начин останало на нозе, што се вели, а се околу неа се срушени,
ние може да бидеме горди на една работа, барем во Скопје, што стварно е градено квалитетно. Но квалитетот не треба да се измери само по издржливоста на една зграда. Него треба да се измери и по другите чинители кои што не го сочинуваат само земјотресот како појава, односно како несреќа. Него треба да бидат и пожарите, треба да бидат и поплавите и ред други работи. Ние имавме навистина многу свежи случаеви во Скопје каде што и со човечки жртви и така натаму, и поплавите кои што се случија во 2016 година, и пожарите кои што ни се случија баш во центарот. За среќа немавме човечки живот изгубени, меѓутоа пристапот до тие згради, пристапот до тие места, пристапот до тие фабрики и така натаму треба да е чист, да е според прописите, да они ги исполнуваат сите прописи за заштита од пожари и од други несреќи и така натаму. И на вистина во однос на овие прашања имаме доста проблеми пред се со приватниот сектор кој што на некој начин знаете е пазар, е бизнис и секогаш оние настојуваат да оние си ги исполнуваат своите очекувања во однос на таа една инвестиција, а при тоа вршејќи притисок и занемарувајќи некои од правилата кои што се за да ги испочитуваме пред се за заштитата на луѓето кои што живеат во тие згради, во тие објекти. Доволен пример да видиме каква слика остави бизнисот за себе во Турција. Како е екипирана во моментов дирекцијата за заштита и спасување? Тука мислам и на човечки ресурси и на опрема. Потребно ли е повеќе? Секако дека потребно повеќе. Значи, навистина со буџетот кој што се дели, покрај тоа што навистина сакам да споделам и добри информации, не само да се осврнеме кон негативните. Ние имаме постојано зголемување на буџетот на дирекцијата во последните 3-4 години, што е навистина за пофалба, затоа што ако сега имаме зголемување во минатото, пример, само пред 3 години ние цело време, значи едно 10 години поред, ние цело време сме имале со ребалансот намалување на истиот буџет, а не зголемување. И токму зголемувањето оди во капиталните инвестиции и во опремувањето, односно во обуката на тимовите. Ова уште еден показател дека навистина владата и државата и ние сите заедно треба да посветиме многу повеќе внимание и сме на добар пат. А од друга страна, како што кажав веќе и најавив, дека имаме доста проекти кои што со себе носат нормално и своји буџетски рамки кои што се навистина за поздравување, но не треба да застанеме тука. Треба да побараме уште, треба да сработиме уште повеќе, треба да едуцираме уште повеќе и кадри и население за се можно што може да им се случи. Во однос на таа работа, ние навистина имаме кампања за намалување на заканите од земјотреси, кои што одиме по сите школи. За среќа на вистината ние и во овој период, значи и неделата пред да се случи земјотресот и за време на овој земјотрес ние по различни градови, по различни општини, по различни школи вршиме едукација од најмала возраст до средните школи, затоа што треба во еден таков случај да било кој од нив да направи. А впрочем, најдобар показател се и приказните кои што ги слушаме на телевизија од тоа како се имат спасено овие и посебно младите луѓе, затоа што гледаме дека спасувањето и издржливоста на тие луѓе по турнатините секогаш е кај помладото население. 30 спасувачи на терен во моментов во Турција, до кога ќе бидат таму? Кога се враќаат и последните? Значи, кажав уште еднаш дека мисијата заврши вчера. Значи, вчера беше 9-тиот ден од првата фаза на пребарување на животи. Оние веќе имаат подготовки, веќе се трнати за да се враќат назад. Ние ќе ги пречекаме и ќе треба да ги третираме и да видиме и да споделуваме се што оние виделе на терен, се што недостасува во однос на опремата за да видиме што може да набавиме. Да се натредуваме, да.
и нормално да ги споделуваме приказните дно и да се подготвиме, односно и да се лечиме од сето тоа што сме виделе таму. Благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Несреќите не можеме да ги предвидиме, но можеме да бидеме подготвени за нив и на тоа ќе се фокусирате во периодот кој што следи. Секако ние имаме мото, затоа што кажуваме дека иднината им припаѓа на најподготвените. Благодарам. Благодарам на вас. Останете на првиот канал на Македонската телевизија.